Za Priština, glavni od grad na автономната покрајна Косово, велат дека е најголемо градилиште во Југославија и град со најголем прилив на нови жители. Непосредно по војната имаше 15.000 жители, а денеска има над 70.000. Оваа современа населба со долга историја и уште многу стари населби во незината околина, каде што се наоѓаат интересни историски споменици, ќе биде тема на нашава емисија. Првите траги на човечко постојање на оваа почва датираат од пред 7000 години и припаѓаат на така наречената старчевачка култура. Постојат траги за постојањето на винчанската култура, чии керамички предмети прилично многу влијаеле врз појавата на некои елементи на современата култура. Како пример да го покажем овој одливок на седнато божество, што е типичен представник на косовскиот стил од овој одамнешен период што имал водечка улога во уметноста на младото камено доба на континенталниот Балкан. Тука се гледаат сведоштва за постојањето на римското владење на Косово, остатоци од градот Улпијана, кој се наоѓал на неколку километри од денешната Приштина во вториот век за време на Трајан, додека во 6-тиот век, за време на владењето на царот Јустинијан и царицата Теодора, овде била подигната византиска населба наречена Улпијана Секунда, а сегашно во Скопје било Јустинијана Прима. За жал, мермерниот саркофаг и другите ископини лежат вака во кал, уште од денот кога беа пронајдени како добро сочувани археолошки вредности. Оваа пукнатина тогаш ја немаше. Благородниот камен поминал десетици векови подземја, но не можеше да ја одолее на човечката негрижа за десетина години, откако повторно го стогледаа сончевите зраци. Најголема опасност за саркофагот представуваат зимските месеци, кога во него се смрзнува дождовницата и врши силен притисок на неговите страни. По асфалтираниот пат, покрај акумулационото Грачаничко езеро, се оди во планинската област Новобрдска крива река, во која се наоѓаат урнатините на Ново Брдо, град кој бил развиен како рударски центар на 1120 метри надморска височина, особено во 13-тиот век, во време на кралот Милутин, еден од најимотните владетели на Балканот. Во средновековна Србија рударството било доста развиено, а еден од најважните рудници се наоѓал кај Ново Брдо. Се вадело злато, сребро, олово и железо. Прочениот чехословачки историчар Константин Ирачек вели дека Ново Брдо кон крајот на 13-тиот и 14-тиот век била една од најпрочените градски населби на Балканот. И старите писатели не жалат зборови за да го пофалат. За Константин Филозоф, Ново Брдо е град на сребро и злато. Византиецот Критовул тврди дека во ова место има сребро и злато колку вода во изворите, дека излегува од земјата и таму каде што ќе се удри со сак, а некои други византиски писатели велат дека е мајка на сите градови. Овој град, кога бил на врвот од својата економска моќ, имал околу 40.000 жители, што значи дека бил поголем од тогашната Виена, Париз, Лондон и многу други европски градови. Дубровничката република во Ново Брдо имала свој генерален конзул, бидејќи тука постоела голема дубровничка трговска колонија. Иречек вели дека овде живееле и которани, барани, грци, албанци и италијанци. Во 13-тиот век, за време владењето на Урош I, таткото на Милутин, во Ново Брдо дошле прочуените рудари Сасите, големи мајстори за отворање нови окна со помош на барот. Заради навалата на татарите, Сасите побегнале од Ерделја во Србија и Босна. Овде имале посебни повластици. Имале своји судови, нотари и полна слобода на верата. Биле католици. Свештеници им биле албанците и котораните. Италијанците биле мајстори за ковење пари. Српските грошови се ковани во Ново Брдо по примерот на венецијанските грошови, и тоа особено за време на Милутин. Заради таа сличност, во Италија ги сметале за фалсификат, заради што Данте, за својот современик Милутин, резервира место во пеколот со овој стих. И норвешкиот крал и португалскиот ќе бидат тука, па и оној од Рашка, што слабо ги виде парите на Венеција. За градењето на Новобрдската тврдина никаде не се употребени цигли, туку само камен, и тоа главно варовник, што е ваден во најблиската околина. Рабниците на зидовите и портите се градени од црвен камен, обработен во правилни квадрати. Турците прв пат Ново Брдо го нападнале во 1412 година за време владењето на Муса, одметник и господар на европскиот дел на Турција, кого ваму го привлекувала златна треска. Во текот на 40-тите години Ново Брдо било повеќе пати под блокада, но конечно го покорил Мухамед II освојувачот, кој лично го зазел градот на 1 јуни 1455 година. Еве како го опишува тој настан Константин Михајловиќ, сведокот на овој трагичен ден.
На населението му ветил дека секој што ќе му се покори ќе биде оставен намира, дека нема да ги зема во робство девојките и момчињата, а кога градот се предал, султанот наредил да се затворат сите градски порти. Оставил само еден излез и почнал низ него да ги пушта да излегуваат сите жители, делејќи ги во групи. На една страна ги одделил момчињата, на друга девојките и младите жени, на трета постарите жени, на четврта мажите, а потоа наредил сите повидни луѓе да бидат убиени. Потоа избрал 320 момчиња и 704 девојки. Девојките ги разделил на своите војници, момчињата ги зел со себе во Турција за да ги направи јаничари, а другите ги пуштил да се вратат во градот. Меѓу овие момчиња се наоѓал и Константин со своите два брата. Мехмет II, велат некои турски хроничари, толку бил одушевен од Ново Брдо, што во него поминал 3 месеци од својот војнички одмор. Новобрдската соборна црква, чии остатоци ги гледаме, ја претворил во џамија. Црквата била созидана од андезит и црвен камен, кој и денеска се наоѓа во непосредна близина. Некои од спојниците на зидовите биле залеани со олово, што е редок случај кај средновековните градби. Под овој стар јавор пред 270 години е погребан последниот новобрдски кадија. Турците интензивно го експлоатирале рудникот, но во 17. век рударските окна опустеле, од тогаш и населбата се наоѓа во стагнација. Во 1780 година и турската војска ја напуштила тврдината. Денеска во Ново Брдо живее само еден потомок од населените турци. Земјоделецот Мустафа Новобрдали од секогаш го издржувал своето 10-члено семејство и ги школува своите деца со приходите од продажбата на граф, кој овде одлично успева. Земјата е многу богата со цинк и олово и представува посебно погодна почва за смреката и белата бреза, кои на оваа планинска област и даваат питом изглед. Тешко може да се поверува дека под овие мирни пејзажи се наоѓаат темни рударски ходници и окна. Слегуваме кон старите средновековни окна, што ги прокопале сасите. Се наоѓаат на длабочина од 420 метри, а тоа е прилично длабоко и за денешните поими. Некои окна биле толку тесни, што низ нив не можел да се провре возрасен човек. Тука, веројатно, влегувале само деца, кои изгледа исто така морале да ископуваат руда за сметка на своите господари. Најстарите закони за рудниците, како што били прочуени од закон на деспото Стефан Лазаревиќ, главно се занимавале со проблемите во врска со експлоатацијата на рудниците, а за правата на работниците не можело ни да се зборува во мрачниот среден век. Се работело со овие алатки што се чуваат во рударскиот музеј во селото Кишница. Ова е торба за пренесување на рудата. Дрвено грибло, дрвено лопатче, рударски чекан, рударска ламба, ќебе од валана волна и дел од дрвен шлем. Непосредно до старите окна се наоѓа ново. Не можеме да не се одушевуваме од тие луѓе што биле мајстори за една тешка работа, иако денес се работи по други услови. Современата експлоатација на овој рудник на олово и цинк, како што зборува неговиот службен назив, почна во 1949. Во суштина, тоа е рудник на сребро, олово и цинк. Новобрдските рудници постојано се модернизираат и наскоро ќе даваат околу 1.200.000 тони оловно-цинкова руда годишно. Пристапот во јамите и ходниците се осигуруваат со армиран бетон, а спуштањето во најдлобоките јами ќе се изведува со помош на современи дигалки. Интересно е што работите околу модернизацијата на рудникот ги изведуваат модерните саси, како што ги викаат овде стручњаците од Демократска република Германија, кои заради таа обемна работа во Ново Брдо работат веќе неколку години. Еве не во местото каде што живеат потомците на дубровчаните, слепилќаните, котораните и другите приморци, сасите, венецијанците и други што дојдоа во овој крај за време на неговиот средновековен расуд во Јањево.
Ova mesto prv pad se spomenuva vo jedan dubrovnički dokument od 1303. godina, neposredno pred gradenjetu na manastir od Gračanica. Vojanjevo, ušte odavna bilo razvijeno za nečistvoto, osobeno obrabotkate na metaliti i izrabotkate na nakit od leguri na zlato i srebro, poznati kako belo zlato od novobrdskite rudnici, koje je bilo cenetovo celata feudalna Evropa. Brakjata Josip i Ante Antić, nego napuštaat za najetot na svojite odamnešni preci. Tokmu kako i tijevo malata zastarena rabotilnica, leat metalni prstenja, belezici, toki za remenja, brošovi, no tije predmeti se ne se sega od zlato, kako nekoga štuko od cink, železo, aluminijum ili mesing. Ova je jedna od prvite rabotivo procesu od nalejenje, to postavuvanje to na materijal od pesok za lejenje na kalapi. Petar Macutkić je specijaliziran za izrabotka na lažici, viluški i crpalki od aluminijum, što gi prodava po pazarištati pa na jurite vo celava naša zemlja. Vojanjevo ima 20 leari koji se ušte izrabotuvat konjski potkovici, bravi i razni rački. Ninite proizvodi najmnogo gi kupuvat belgradskite sarači i drugite zanečiji. Ninite dedovci bea pročujeni majstori za obetki i petlici. Svojite proizvodi gi nose duri vo Romaniji i vo Rusija. I Gašpar Bečić mu pripadje na semejstvo pročujeni leari, no to je prv koji metal odgo zamenova su druga surovina, je upotrebova plastičnata materija, a ima nabaveno i najsovremeni mašini za proizvodstvo na kvalitetna stoka. Reći si na sekoj pazar, vo sekoj grad Kajnas na tezginjata može da se vidat negovite plastični proizvodi, veštački, ovoški i cvekinja. No malko koje znaje deka vo najodalečenite krajište ovije plodovi gi ima doneseno sposobniti i trudoljubivite majstori od Janjevo, potomcite nastarite majstori, trgovci, kovači, napari i rudari. Odovde ne moževme da se zanime bez ušte jedno prijatno iznenaduvanje. Vo svojata kutja ne pokani Kata Zefparić. Sakaše da ni pokaže so što se zanimava ženite vo Janjevo i kakvi domaćinki se tije. Sudejk spored rabotata nova vitalna starica tije na vistini ima zlatni rac. Na mal neobičan razboj, kakvi što se upotrebuvale vo srednji od vek, od tanki konci izrabotova fino platno na koje ubavo se veze. Ovde i do denes je sočuvana starinskata nosija, koja po svojot karakteri vidot se razlikuva od nosijata vo drugite krajište na Kosovo. A za vezovite na njih, osobeno na zdolništata, etnolozite vela deka može da se sporeduvat so najrafiniranata izrabotka na pročujenata francuska tapiserija, čije račne izrabotke ima dve lica, a nijedno opačina. Na 10 km od Janjevo se navodja selo to Letnica, nastanato kraj Letničkata reka, vo koja, kak što kažuvat, isto taka živeat potomci od nekogašnjite Sasi i Dubrovčani. Doskoro selo to se smetaše za zafrljeno, bidejki ne beše povrezano s opatišta, poradi što se zadržala elegantnata starinska narodna nosija, na čije linije i sovpadjanje na bojite bi možel da im zavidi sekoj modern kreator. Site letničani i letničanki nosat neobično šareni čorapi što spadjat među najcenetite narodne izrabotki. Ovde vo dajata na čardakot, vo čija sredina se navodja samo jedan del od pokućninata, glomazen razboj, se izrabotula belo leneno platno za celo to selo, materijal za košuli i fustani. Iako je na kat, sobata je postana so otvrdnata kal, što ovde go zamenuvata kao narečenio topol pod od gradskite kući. Kako i Janjevciti i ovije potomci na starite doselenici se od katolička vera. Vela deka golem broj momčenja odovde odat vo semeništa duri, vo Avstrija, Italija i vo druge evropske zemlji. Vo crkvata na katolički od manastira Sveta Bogorodica se navodja skulptura na majkata Božja Crnogorska so Hristos od lipovo drvo. Se pretpostavува дека izrabotena vo vtorata polovina na 16. od vek i vo početokot na 17. od vek. Kako značajno umetničko delo je zaštitena so zakon. Međutim, vernicite smeta deka ova je Bogorodica čudotvorkata, pa jednaš vo godinata vo avgust, kaj njezinata skulptura priodjat klečejki ušte od samata vrata na devajk se deka ta će im gi ispolni site želbi. A ova je tečata ili tekijata vo Novo Brdo, turbe na jedan dobar starec, koji, kako što raskaževa narodot, nekogaš odavna jedna zimska noć so viulica se izgubilo od ova mesto bez traga.
Од тогаш муслиманите го постуваат неговото турбе, верувајки токму како и католиците пред својата Богородица, дека добриот старец ќе им ги исполни желбите и за да му се смилат што повеќе му даруваат на турбето тоа што имаат: рака, граф, волна, крпчиња или шамичиња. И лицето на фреската на прочуената Симонида од Грачаница е оштетено во надеж дека може да се исполни една желба. Неротките од православната вера пиеле со вода од иструганиот малтер, верувајќи дека тоа ќе им помогне да станат мајки. И нека Симонида не воведе во древниот храм на прочуените зографи и нека не врати во времето во кое живеела, бидејќи во историјата останала како вечно млада и вечно убава гркинка. Керка на византискиот крал Андроник, доведена на српскиот двор кога имала помалку од 10 години, за да стане четврта жена на кралот Милутин. Но подосна, кога наполнила 16, а Милутин 52 и се наоѓал на врвото својата моќ, дошла да живее со него во дворецот во Приштина. Стариот крал немал мир од љубомора, па овде во Грачаница, која била Милутинова дворска црква, изградил за неа таен премин и катакумена, скривалиште. За време на службата, Симонида од туѓите погледи ја сокривале дебелите ѕидови. Но и покрај сите предпазливости, во неа се загледале двата Милутинови сина, и Стеван и Константин. Живописот на Грачаница е разновиден по својата тематика. Го сликале анонимни зографи кои припаѓале на така наречената Милутинова школа. Композициите и одделни фигури, циклусот и бистите, сцените, поворките и потретите се нанижани во 7 хоризонтални тонови. Скелињата поставени заради обсежните конзерваторски работи му овозможи на нашиот снимател Жарко Топџич да ги забележи фреските кои на посетителот не му се пристапни, бидејќи се наоѓаат премногу високо. Ова е Грачаничката повелба, која е правен документ од 14 век. Зографирана е во 1321 година. Во неа се наброени имињата на луѓето, имотите и повластиците, кои кралот и ги подарил на црквата. Тука се одредбите за должностите на закрепостените селани и казните во случај на непокорност. Манастирот Грачаница, последна од низата големи задужбини на кралот Милутин, е еден од најубавите архитектонски споменици од овој вид кај нас. Црквата е градена од наизменични редови, цигли и камен со цврсти спојници од малтер. Околу прозорците и лаковите се употребени само цигли. Ова по архитектурата ретко дело на старите мајстори е изградено сепак од скромен материјал. Хармоничната силуета на Грачаничката црква е нарушена со дозидувањето на надворешната припрата во 16 век, која е додадена во вид на трем. На 9 километри од Грачаница лежи Косово поле, прочуено по борбата во која половина век по смртта на богатиот и моќен Милутин, српската феудална држава ќе доживее еден од најголемите удари пред дефинитивното распаѓање. Овој споменик на косовските јунаци е подигнат во 1953. Подсеќава на битката која уште тогаш, кога вестите патувале со кираџиите, гласниците и поетите, скитници, доби огромен публицитет во средновековна Европа, бидејќи во неа загинаа двајцата владари, кнезот Лазар Хребелјановиќ и султанот Мурат I. Затоа што таа представуваше очајнички обид да се запре неминовниот пробив на зазбревтаните турци османли, од кој стрепнеше рисјанска Европа. Ова турбе го обележува местото на кое Милош Обилич го погубил Мурата. Тука се погребани дробулиите на Мурата, а телото во Турција. Првите записи за турбето потекнуваат од 15 век. Се предпоставува дека е подигнато непосредно по Косовската битка. Меѓутоа, ова што е президано во 1850 представува единствен примерок на турскиот барок во Југославија. Францускиот патописец Жан Палери забележал кон крајот на 16 век дека околното население го одржувало турбето и заради тоа било ослободено од наметот. Дури по проаѓањето на Мелек Ахмед Паша, кого го поддржувал патописецот Евлија Челебија, турбето е заградено со зид и е предадено на чување на турбетар, чии потомци го чуваат до денеска. Но Хашим Алија Турбетари ќе биде последниот што се грижи за овој споменик. Неговите синови, вели тој, се инженери и не сакаат да го наследат.
Во градот има уште 12 џамии. Ова е Царската и Фатих џамија, еден од најубавите исламски споменици на културата Кајнас, која во 1461 година е подигнал Мехмед II освојувачот. Во целост го има задржано својот првообитен изглед, бидејќи никогаш не била ни дозидувана ни адаптирана и представува еден од најубавите примероци на раниот константинополски стил во Југославија. Се одликува со префината внатрешна декорација, специфична за тој период на просперитетот на моќната турска држава. Во близина е така наречената куќа Емирџика. Може да се покаже како пример за турската граѓанска архитектура и внатрешен амбиент во кој живееле богати беговски семејства, постојано зад високи огради и авлии и зад прозорските решетки. Машката соба речиси секогаш била најубава и најголема. Ваков интимен амбиент и денеска секој би посакал во својот стан. Зар овие долапи од минатиот век не се претходници на денешниве плакари? Тапацираната врата води во женската одеа во која не смел да влезе ни еден маж, освен домаќинот. Во летните месеци, гранките на столетните липи и јавори го ширеле својот лад над стреите и прозорците и внатре секогаш било пријатно. Зимно време, секоја имотна куќа имала печка на повеќе катови. Вака изгледа типичниот селски амбиент на муслиманската машка соба. Присуствуваме на собирот на најугледните луѓе од селото Долна Коретица кај Глоговац. Од давнина вака заседавала мировните совети за да можат според каноните на легендарниот албански јунак Леко Дуканџин да ги решат споровите заради крвната одмазда. Меѓутоа сега тие ретко се собираат заради старата традиција. Домаќинот Адем Идризи и неговите ценети гости Азис Мисини, Сулја Меджед, Хаим Хајризи и Садит Сулја вака ги решаваат некои помали спорови и своите и на своите соседи, што ги има се повеќе откако е поведена акција за еманципација на селанските жени од Косово, бидејќи некои татковци упорно им се спротивставуваат на обидите на своите керки да ја напуштат старинската традиција, останување за цел живот зад високите огради. Прекрасна ограда, а стара куќа не е осамен пример во селата. Ова е типична така наречена кула и спаѓа меѓу поретките стари куќи. Главно од оваа средина девојките бегаат в град, особено откако весникот Рилиндија минатата година со серија написи ги повика да ги посетуваат училиштата. Веројатно од некоја таква куќа се и сестрите Аиша и Нурија Морена од селото Лодж во близина на Печ, кои пред една година се упатија во Приштина со автобус во кој првпат во животот седнале да се возат. Ја прочитале Рилиндија и се решиле да побегнат од дома, да се пријават во некој училиште, бидејќи, како што велат, родителите се подготувале да ги омажат за некои непознати свршеници. Сега имаат своја соба и услови за работа, но жалат за родителите кои се уште не им опростиле за бегството. Учат среднотехничко училиште при Рударско-енергетско-хемискиот комбинат Косово, чиј колектив најмногу придонесе во оваа акција за еманципација на селанските жени. Многу албанки стана високо квалификувани работнички и техничарки и веќе се незаменливи на многу работни места во електроработилниците. Хајдија, Шеида, Сабрија и многу други овде ја најдоа својата вистинска средина и местото во општеството. Гигант од европски размери, чии термоелектроцентрали ја снабдуваат со електрична енергија огромната скопска железарница и големиот рударско-топилничарски базен Трепча, Косовскиот јагленов базен, се простира на површина од 154 квадратни километри. Има огромни резерви лигнит, а односот на јаловината и јагленот е 1:1. До лигнитот се доаѓа едноставно со површинско копање. Со оглед на ниските трошоци на производството, црното злато станува стимулатор на просперитетот на овој крај, наместо старото новобрдско бело злато. Овој колектив има над 7000 работници. Мнозина од нив се членови на културно-уметничко друштво Аца Маровиќ. Една од најактивните секции е ликовната.
Slikarite работници во близина на рудникот имаат своја галерија. Добрица Стаменковиќ, машин бравар, и Јовица Мартиновиќ, стругар, работат во едно заедничко ателје. Во колективот има обичај со сликите од ликовната секција да се оди на свадба кај своите другари од колективот или во населбата кога некој ќе добие стан. Поголемиот број сликари се од косовските села во кои од давнина се негувало наивното сликарство. Едно од таквите рамничарски села е и Врело, во кое навративме да го снимиме прочениот бунар Скривница од Народно-ослободителната борба, која во 1940 година направија Милан Зораја, универзален селски мајстор, и неговата жена Стака. Тие живо се сеќаваат на сите воени настани сврзани за нивниот двор. Мнозина илегалци, партиски работници овде можеа да бидат безбедни, бидејќи бунарот во кој се слекуваше по таен ходник беше сврзан со скривницата под шупата. Слични скривници имаше и во другите села, и во градовите на Косово – Приштина, Ѓаковица, Призрен и Косовска Митровица. На Матичанскиот рид над Приштина се наоѓа спомен гробница изработена според проектот на архитектот Личина. Овој споменик ги чува светлите сеќавања на борците од главниот град на Косово, албанци, срби, црногорци и други што загинаа заедно, соединети од желбата за слобода и живот достоен за човекот. Нема поминато многу време откако Приштина беше паланка, кога куќите во најголем број беа созидени од тули, а ги надвишуваше само пожарникарскиот столб и минарето. Сегашната статистика вели, Приштина има 14.000 станови, од кои голем број се во повеќе катници. Целокупната стамбена површина изнесува 638.000 квадратни метри, а проценката на стопанскиот растеж постојано расте. Брзо поникнаа и многу културни институции, репрезентативниот хор Колегиум Канторум, прочениот фолклорен ансамбл Шота, театарот со представи на албански и српско-хрватски јазик, балетот, печатени се разни списанија, вестници, тука се музеите, библиотеките, радиото на кое наскоро ќе му се придружи и телевизиското студио и други. Во 1970 година Приштина стана наш најмлад универзитетски град, со филозофски, технички, правен, медицински и други факултети. Веќе се пристапува кон изградбата на голем универзитетски центар. Ќе биде подигнат и друштвен дом Боро и Разим, кој ќе има 5000 седишта за разни културни и спортски приредби и собири. За се што му е потребно на еден млад град со 130.000 жители, колку што се предвидува да има Приштина за неколку години. Ставовите на водечките архитекти на Косово се да се отфрлат застарените класични и шаблонски урбанистички решенија. Тие се за револуционерни стремежи во архитектурата на својот град, кои еднакво би оделе во прилог и на општеството и на човекот како поединец.